признание за македонски квалитет доделени на македонски компании. Дел од темите на кои утрово ќе разговараме со првиот човек на Сојузот на стопански комори, Горан Ѓоргиевски. Добро утро, добро ни дојдовте во емисијата. Добар ден. Има ли во Македонија стабилна бизнес клима? Па да, има стабилна бизнес клима, меѓутоа есенцијата е тука дека покрај стабилноста нели треба да испорачаме раст конечно на економијата. Ние сметаме дека оној посакуван раст од 4, 5, 6% може да се оствари. Ке потенцирам тука дека многу е важно и есенцијално да се стимулираат вистинските, односно компаниите како што се микро, малите и средните компании, бидејќи кај нив има потенцијал за таков раст. Нивната еволуција во насока на тоа да порасне нивната продуктивност, да се зголеми нивната конкурентност, да почнат да извезуваат, односно и тука да предизвикаме да се заменат некои увозни странски производи, е доволно завршена работа во таа насока. Дали е клучно вложувањето во човековиот капитал, во техниките и во технологиите? Видете, човековиот капитал е најважен капитал за секоја компанија. Јас секогаш прво тоа го истакнувам. Особено е важно тие луѓе да се обучуваат, да се надоградуваат, да секоја компанија да инвестира во нив на различни начини, преку различни обуки. Меѓутоа сега се соочуваме со една нова реалност, мощна динамична реалност, бидејќи имаме силен одлив на човечки ресурси кон западните земји. Така да тука останаа луѓе нели на кои што може повеќе да се работи за да дојдат до некое повисоко ниво и како такви да учествуваат во производните процеси. Меѓутоа тој недостаток ќе мора на крај на денот нели дававме ние неколку пати солуции. Затоа имаме увоз на работна сила од далечните источни земји. Во ист момент говоревме и говориме постојано дека можеби е вистински момент од базенот на администрацијата да се прелеат кон приватниот бизнис, зашто сметаме дека има капацитет и потенцијал, меѓутоа потребна е една волја и според мене тоа е многу важно да се направи, да се дојде во приватниот бизнис, посебно овие од администрацијата, затоа што со доаѓањето на луѓе од далечниот исток ќе ни се промени културниот идентитет, ќе се сменат некои работи кои што се многу важни. Едноставно, ние сме мала држава, релативно мал број на луѓе. Доаѓањето на тие луѓе ќе представува силен удар врз она битие македонско кое што ние го знаеме. Но на крај на денот, ако тоа мора да се случи, ќе се случи. Кои се останатите предизвици пред кои е исправен или пред бизнис секторот во Македонија? Па најголемите предизвици се како прво човечките ресурси, како второ сивата економија исто така. Очекуваме воведувањето на е-фактурата која што треба сега од нова година, односно овдека овој период да се случи, да се влие силно на сивата економија, но за таа да се префрли во под светлината на денот, ќе кажам, односно мислам дека чинам дека од 25 до 38% се претпоставува дека е во нашата земја, што е исклучително силна бројка и многу е важно тие финансии да дојдат на контото на државата за понатака да влезат за државата за да може да се ги сервисира своите обврски. Понатака можеме да продолжиме како важни теми продуктивноста и конкурентноста на компаниите. Есенција во нашето општество, бидејќи ние се уште не сме така продуктивни, што ќе ни овозможи да имаме додадена вредност и да имаме силна конкурентна економија, која што ќе извезува на европските пазари. Затоа треба да се преземат сериозни мерки, поурнек на тие па може и во комшиските земји што се од Европска Унија, за да се дојде во таква позиција, за да можат компаниите конечно да испорачаат такви резултати. Вие како катализатор помеѓу властите и помеѓу бизнис заедницата, вие сте тие кои треба да ги правите мостовите помеѓу овие два клучни играчи практично во овој сектор. Како оди соработката? Видете, по моето доаѓање јас сум 3 месеци председател на Сојуз на стопански комори. Интензивно влеговме во некои значајни интерни процеси на окрупнување, на внатрешно работење во смисла на тоа да комората сакам да представува чинител кој што покрај тоа што ќе ги артикулира интересите на внатрешните членови, ќе дава додадена вредност во насока на совети, предлози и решенија до владата, бидејќи на крај на денот најдобрите совети, предлози и решенија секогаш доаѓаат од реалниот бизнис. Сметаме дека така можеме да дадеме силна додадена вредност на државата. Ги доделивте признанијата за македонски квалитет 2025 година на компанија од нашата држава? Да.
Тоа е еден престижен настан на Сојуз на стопански комори, можеби најсилен настан наш. Избравме компании кои што се вистински брендови силни во нашата држава, бидејќи сакаме да презентираме еден оптимизам дека сите компании со силна работа, со посветеност, со волја, може да дојдат во ситуација да представуваат такви брендови, каде што ќе рефлектираат квалитет, каде што ќе представуваат некој вид символ, урнек по кој што треба да се однесуваат другите компании, за да се покаже дека во Македонија постои простор да има квалитет, да се испорачува квалитет и да има фирми што генерираат квалитет. Какво е нивото на соработка на комори во регионот и на европскиот пазар? Тоа е интересно прашање. Баш чинам беше пред еден месец, бев регионално во Војводинската комора во Србија. Знаете, делот од Војводина од Србија можеби најразвиен економски. Се соочуваме со приближни слични проблеми и од есенцијално значење е да регионалната економска соработка како држави кои што претендираат да бидат членови на Европска унија и кои што влегуваат во европските процеси е што е можно да биде поголема. Така да ние комуницираме, споделуваме искуства, потенцијално соработуваме на различни начини, така да сметаме дека регионалната соработка е многу важен елемент во понатамошното движење кон членство на Европска унија. Да, од тука да ги споменеме активностите за регионално поврзување, ова што вие го споменавте, и промоција на иновативни економски модели. Иновациите и предприемништвото се многу важен сегмент во економијата, во секоја економија, па и во македонската. Покрај иновациите, јас уште повеќе ќе го спомнам предприемништвото. Тоа значи дури дека во образовниот процес во нашата држава, уште од мали нозе, треба да имаме предмети кои што ќе го потенцираат предприемништвото. Значи, да не објаснувам сега што значи предприемништво, во насока на тоа дека секој треба да биде свесен дека сам е креатор на својата судбина, дека сам може да излезе на пазарот, дека сам може да создава вредност, да отвара бизниси и да влезе во тие процеси. Треба, значи, менталната матрица на нашиот човек повеќе да се смени на македонскиот човек. Урнек ќе го земеме на американското општество, каде што е најразвиено предприемништвото, плюс иновациите, што ќе представува важен елемент во понатамошен економски развој на нашата држава. Како ќе ја оцените 2025 година? 2025 година релативно тешка година, меѓутоа се повлекува и добри чекори од страна на државата. Јас сум оптимист по природа. Сметам дека ќе треба понатака да се соочиме со проблемите како што се инфлација, човечки ресурси, капитални инвестиции кои што се многу важни да се зголеми процентуалната ефикасност на нивна имплементација и сето тоа заедно со некои други процеси, влијание и стимулација на компаниите во насока на продуктивност и конкурентност, пристапот до финансии, што е исто многу важен, сето тоа како еден сублимат ќе представува позитивен чекор понатака во насока на развој на економијата во Македонија и зошто да не 5-6-7% економски раст годишно. Да ги споменеме активностите за наредната година на Сојузот на стопански комори. Продолжуваме да се окрупнуваме, продолжуваме да разговараме со компаниите, продолжуваме да бидеме вистински глас на компаниите, кои што ќе дојде до релевантните адреси. Сакаме да дадеме додадена вредност, како што спомнав, на нашата држава и на администрацијата и на владата во насока на квалитетни совети, кои што ќе им овозможат да донесат квалитетни решенија, па одиме понатака. Тоа е тоа. Тоа значи дека новата година ќе биде подобра од Да, сигурен сум дека ќе биде подобра. Сметам на стабилизација на некои процеси на инфлацијата, сметам на поголем економски раст. Оптимист сум по природа секогаш, така да сметам дека ќе одиме понатака во позитивна насока, особено ако има и мир меѓу регионално тука Украина и Русија, со самото тоа уште повеќе ќе имаме стабилизација на повеќе економски процеси. Благодариме на одвоеното време што бевте дел од последното издание на Македонија наутро за оваа година. Ќе ви посакаме многу успех во наредната година и се надеваме на уште поголема соработка со Сојузот на стопански комори. Благодарам на поканата, секогаш на располагање.